Јас како градоначалник на општина Кавадац Синича и како дел од општината на моја територија се одржуваше граѓанска трибина по делот на Социјалдемократски совет предводен од владата на нашата држава. Бев присутен да ги слушнам нивните проекти, да видам дали нашите проекти се усогласени во делот на она што го предлагаат и што го укажуваат на кавадарчани. Тоа што го видовме е тоа дека кажаа дека ќе се прави граничниот премин, кажаа дека се прави заобиколница и единствено забелешка моја што се малку по закаснати во делот на гасификација. Тоа ми беше битно да го слушнам, што му се намерите за лозарите, кога се пуштат субвенции, така да во делот на она што значи градоначалник и општина, од тој аспект бев од морални причини да ги слушам сите информации, да знам кога ќе ме праша некој, апсолутно да одговори. Јас како градоначалник и како функција не ги делам луѓето ниту по вера, ниту по политичка припадност, напротив, ги делам само во делот на интересот на општина Кавадац и на граѓаните. Ако не бевме корпоративни и со објективни до овие 2 години, Кавадац ќе беше како пред 2 години. Затоа сме корпоративни, објективни, немаме суети, немаме его, Кавадац отиде напред и чоре само напред. Сега, кој како толку размислува, ја размислувам баш вака, дека треба да се соработува со секој релевантен факт, поготово со владата, со министрите, за да општината оде напред. А ако седиме дома и обструираме и кажуваме која од која политичка партија доаѓа и кажеме дека никој ништо на Кавадац не му врате, никој нема да врате државата на Кавадац, дока не отидеш таму, да си побараш и да бидеш објективен, да го спроведиш тоа не од политички и партиски цели, него од објективни цели во интерес на граѓаните на општина Кавадац. Само така може да има успех и ова општина да тргне кон подоброто утро. Знаете вие колку значилен граничен премин да се направи со Република Грција, на држава која што е во Европска унија, една држава која што има нето минимална плата од 1000 евра и кои што се луѓе потрошувачи и луѓе кои што сакаат да шетат. Тие ни се комши, ако ги доближиме до нас, ние ќе бидеме поблиско до нив, а и они поблиско до нас. Во делот на она како инфраструктура, сами го слушнавте и вие како медиум и Синича, и јас како градоначалник, и директорот на Агенција за патишта, и вице-премиерот кажа дека се изготвува техничка документација за изработка на заобиколница. Таа заобиколница кошта 8 милиона евра, почетокот е во документацијата, 400 евра проект да се изработе, да можеме маренци, луѓето од Глишич, луѓето од Кавадац, Ваташа комплетно да ги ослободиме од тешкиот товарен сообраќај. Тоа ќе значи дека ќе имаме почист град, неоптретен град, луѓето ќе може мирно да спијат највечер, побезбеден град и тешките товарни возила ќе одат на заобиколница. Па сега вие одлучите или донесете заклучок дали е добро да присуствуваш на таа трибина и да добиеш заобиколница или да седиш дома и да критикуваш. Мојот избор е тој, со сите што соработувам и мора Кавадац да оде напред. Тоа ми е единствена цел.